Добре дојдовте во уште едно издание на вашето омилено фудбалско шоу Скратен корнер. Моето име е Кирил, до мене е Владко. Денеска зборуваме за најинтересните работи што се случија во светот на фудбалот во последниве недела, две, ајде речеме во последниот период. Особен фокус ставаме на Лигата на шампионите, чишто верен пријател е Хајнекен. Нашиот верен пријател и освежувањето, официјалното освежување на Скратен корнер. Владко, здраво. Здраво, Кирил. Возбуден за уште една нова епизода. Возбуден секако. Ни се враќаш од патување? Да, бев на мало патување, 4-5 земји, возев со кола, тоа, посетив неколку стадиони. Јако, јако. Балканско? Па не, Балканска не. турнеја? Унгарија, Словачка, Чешка, Австрија и Хрватска. Уф, добре. Сега назад во Скопје, спремен Да. за она што ни следува на 1 јуни за финалето, а до тогаш екипата на Скратен корнер ќе се обиде да ја направи најдобрата можна најава за ова големо случување во фудбалот. Владко, да наздравиме и почнуваме. Да, здравиме, може да Апсолутно. почнеме. На здраве. Каде застанавме во последната епизода на Скратен корнер? Застанавме на полуфиналните надпревари. Полуфиналињата ни го дадоа новото финале, кое што ќе се одржи на 1 јуни на Вембли во Лондон. Во финалето се сретнуваат Реал Мадрид и Борусија Дортмунд. Меѓутоа во полуфиналето имавме можност да видиме како испаѓаат нашите фаворити на хартија, Бајерн Минхен и Парис Сен-Жермен. Што гледавме во полуфиналето? Што беше најинтересното? Што беше најинтересното? Мислам дека не може да се одвои баш најинтересното. Двата надпревари беа феноменални, особено реваншите. Видовме карактерот на Реал Мадрид и на Карло Анчелоти со измените се дојде пак повторно на виделина, кој некој претходно не го видел во последниве неколку години наназад, имаше можност да го види во реваншот во последните 5-10 минути, како и секогаш. Исто и видовме несериозноста на ПСЖ како конкурент. Токму ова што го најави за Парис Сен-Жермен ми е најинтересниот дел од полуфиналето. ПСЖ уште еден колапс на самиот крај на оваа сезона во Лигата на шампионите, при самиот крај, односно. Колапсот се случи овој пат во полуфиналето. Килиан Мбапе практично, да речеме, небитен фактор беше во двата надпревари. Немаше некоја кој знае која работа која што ја покажа на теренот, која што ќе направи неговиот тим да биде фаворит или да отиде во финалето или ќе го направи финалист, како и да е. 2 или 3 години веќе ПСЖ ја преживува истата приказна одново и одново. Најпрво си отиде Меси, па си отиде Неймар, па сега си оди и Мбапе. Сите овие играчи си одат апсолутно бесплатно, без обештетување, раскинување на договор кој ПСЖ испадна дека многу скапо ги чини. Да. Да скратам, уште колку Парис Сен-Жермен ќе чека за титула во Лига на шампиони и дали воопшто во нашите животи ќе видиме такво нешто? нешто? Додека постои Лига на шампиони, до тогаш ќе чека Парис Сен-Жермен. Добро, значи не им даваме големи шанси ни во наредните години. Не. После ваква разочарувачка сезона, со толку лесен распоред, среќа во ждрипката, не знам што да кажам. Се беше на нивна страна. Катастрофа. Многу ретко сезонава покажаа моќ, многу ретко, дури во Лигата на шампионите. Во Лигата на шампионите во последниве 6 надпревари во фазата после групи, со плей-оф од нокаут фазата, има само 1,5 добар надпревар. Еден надпревар на гости со Барса и пола надпревар со Реал Сосиедад, кај што еминентно е појак противник Парис од Сосиедад, така да тоа е премногу малку, односно премалку за таква сериозна екипа, со такви сериозни амбиции и играчи.
не може тоа да си го дозволи. Особено колку што одвојува, мислам Да. колку што одвојува средства и колку што Да. вложува во тимот, во Парис инфраструктура, Сен-Жермен во се. од 2013 до 2023 има најмногу пари потрошено во светот. После не следуваат Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и на четврто место Барселона. Во тие 10 години и Сити и Барселона освоија Лига на шампиони, Лига на Юнайтед шампиони. не вреди да се споменува, меѓутоа и Сити и Барселона имаат и финали ја. Да, поминато. Пари Сен Жермен испадна дека е клуб кој што некако не може да се одржи долго како сериозен конкурент. Гледаме тие напливи пред неколку години кога беа со Тухел и кога стигнаа во финале, тоа беше некаков наплив, прв наплив на оноа јак ПСЖ. Па потоа стигна и Меси, и Неймар, и Мбапе во истата екипа да играат, па пак имаше некој наплив до некаде, се откажа. Еве сега 3 пати во 3 години, ќе се навратам на тоа, бидејќи ме интересира ова прашање, 3 пати во 3 години Пари Сен Жермен губи еден од главните играчи во друга екипа. И тоа се играчи кои што историски ќе важат за едни од најдобрите на сите времиња. Меси, Неймар, сега Мбапе. Чие заминување најмногу ќе боли? На Мбапе дефинитивно. На Мбапе. Најмногу напори вложија да го задржат. Не само што е французин, најмлад е. Парис требаше да гради околу него, меѓутоа немаат стратегија, тоа е маркетинг тим, не е битно кој ќе игра, како ќе се воспостави тимот. Битно имаме звезди, мислат дека ова е, не знам, бейсбол во 1920 години, као Јенкис ке купи сите звезди, така ќе им донесат титула. Видовме дека не е така. Ги донесоа и Неймар и Меси и мисля дека со Мбапе ќе може да го направат она, нели, Меси, Неймар, Суарес. Меѓутоа проблемот во Парис е тоа што нема кор како што имаат Барселона. Секоја година менуваат играчи, секоја година е се нешто друго. Мисля дека ако донесат звезди, тоа е тоа. Видовме тоа со Рамос. Мислам дека Леонардо уште тогаш се знаеше како најлош спортски директор, без никаков план, без ништо. Само се носат играчи, не се фокусираат да граат екипа околу еден играч како Мбапе, што беше до лани или до пред 2 години најдобар играч во светот, сите го мислевме тоа. Така. Меѓутоа ова што го прави ПСЖ, не знам. Маркетинг тим, не е сериозен фудбалски тим и имаат одлична школа. Не се фокусираат да ги користат играчи, купуваат само имиња. Така и почна уште од кога ги купија катарците, нели, донесоа Пасторе, Матуиди, не знам кој, кога не освоја титула со Анчелоти. И од тогаш навака истата тактика имаат во смисла на трансфери, на работење на клубот, што тоа е стварно несериозно. Од тогаш 8-9 години се мачаа да поминат четврт финале, па дојдоа до едно финале и тоа има врвот и полуфинале после од Сити кој изгубија. Едно полуфинале и едно финале имаат само, никаков неуспех, а потрошени се нереално многу пари и мислам дека Пари Сен Жермен е онака најуспешен неуспех во фудбалот, пошто нели ќе речат како е неуспех кога освојува Лига 1, нели? Не е некоја со оглед на нивните вложувања не е кој знае кој е баш видов лани давале 153 милиони евра за плати годишно, а второ е Монако со 47-8 милиони. Повеќе од тројно, повеќе од 153, да, 153 милиони годишно е. Имаат добри таленти, добри школи, нели, од таму излегуваат многу играчи, Енкунку, Муса Диаби, што беше во Леверкузен по Астон Вила, има добра. Така, па и Мајк Мањан, голманот на Милан, и Јасин Адли, и мислам многу играчи излегуваат, ама едноставно го игнорираат школата нивна. Се фокусираат на купи звезда и тоа ќе донесе као исто проблем доши со Рамос, да го потсетам, кога го имаме Рамос као ама не носи ништо освен тоа дека он е Рамос, да супер, меѓутоа да, ги пропушти најважните надпревари во сезоната, ги пропушти Рамос и
така да и си отиде во Севиља, после тоа значи му беше само она една убава плата за една година. Да. Исто како што и Буфон го Ама и искористи претходно го клубот за прави, исто и па и сето. Бекам Да. го носеа, нели, као Да. не успева ништо да направат, као Со губењето на Килиан Мбапе изгубија не само играч или не само класа играч, туку изгубија и онаа лицето на клубот, бидејќи толку многу време го рекламираа како нели домашен французин роден во предградието на Париз, некој кој што сака да игра за клубот, некој со кој што децата од Франција се соживуваат. И сега го изгубија и него без пари, што мислам дека за волја на вистината добро се спремија во летото. Значи, не беше случајно што Осман Дембеле, Коло Муани и Гонсало Рамос дојдоа во истото лето. Знаеа дека Мбапе нема теорија да продолжи договор. Гонсало Рамос. Не велам дека ќе го замени учинокот на Мбапе, дефинитивно Што не. вика, Ама беше модерен тогаш после светското Да. првенство. да не беше хетрикот, ќе гураше количко кам маркет, што вика, ама стварно така. Имаше онаа солидна сезона, нели, предходно во Бенфика, ама солидна, не беше нешто 35 гола да дал, туку имаше некои 18-20 гола, сосем солидна. На светското првенство покажа некаков талент, онаа утакмица, нели, што го продаде 3-0 или 3 гола 3-1, што да. како и да беше. 4-1. Да. Така што дефинитивно ПСЖ може само да жали за ова што се случи со Мбапе. Очекувавме дека ќе си замине, ама очекував искрено да земат барем некакво обештетување за него, вака испадна само смешно. Лани го подпиша 180 договорот, милиони. мислам дека така. Пред две. Пред 2 години го подпиша две. договорот, устари, да, за И имаше истата ситуација како што фактички ПСЖ го зема Донарума. И Донарума истото го направи, подпиша договор на 2 години на многу повисока плата отколку што зимаше претходно, со опција да се продолжи на уште една година тој договор, доколку играчот сака, играчот ја одби таа опција и си отиде бесплатно. Донарума го одбра ПСЖ, ќе видиме Мбапе што ќе одбере, најголеми се шансите за Реал Мадрид, бидејќи е практично потврдено. Не знам, јас уште не сум комплетно уверен дека тоа ќе биде Реал, ама ми одговара некако со оглед на текот на настаните што се во неговата кариера. па нема поента да игра другите фудбал ако иде и он у Реал Мадрид, кај компетитивноста. Па би рекол 9 од 10 најдобри под 25 играчи ги имаат во состав. Значи почнувајќи од Камавинга, Чуамени, Родриго, Винисиус Жуниор до еве сега ако дојде и Мбапе таму. Валверде е тука. Страшен состав. Состав. Ендрик ќе го имаат од следната година, да, младиот бразилец што стигнува. Така што Реал Мадрид, ајде Реал Мадрид ќе го зборуваме во следниот сегмент. За Париз, сега за Париз сакав да кажам дека ајде. Константното менување на тренери не вродува со успех. Најблиску беа со Тухел, како што кажа, финале, меѓутоа и после тоа нели го отпуштаат цело време. Се случува со Анчелоти, па со Емери, па со Покетино, со Тухел, со кој не. Цело време само Лорен Блан беше едно време и само ги менува тренерите. Не може така, треба да се даде малце шанса и верба во еден тим. Нели, тимот има верба во еден менаџер, тим на менаџери, нели? Тоа го гледаме со Арсенал сега со Артета, меѓутоа нели на прашањето тренери на ПСЖ имаме еден коментар околу Луис Енрике. Луис Енрике ми личи сега на еден од оние тренери што за 5 години ќе знаеме како фудбалски диносауруси. Човекот апсолутно нема план Б. Значи, тоа еден стил на игра секаде каде што бил. Дали е тоа Рома, дали е Селта, дали е Барселона, дали е ПСЖ, не е битно. Шпанска репрезентација. Значи, еден ист стил на игра, еден ист избор на играчи, едни исти замени, што обично таквите тренери остануваат прегазени од трендовите, нели? Оној што знае како да се адаптира, не знам, читај Анчелоти, читај Клоп, некој таков кој што знае како да се адаптира на новите трендови, не си дозволува вакви работи. Хотека, ма Мориньо е исти. Мориньо мислам дека фудбалот го прегази уште пред 10 години, као не му овие новиве успеси не му ги признаваш. Кои успеси? Конференција лига со Ползен и со Силекс што теко. Не зезе. Озбилно ти рана играм дека со Динамо Волта. Што знам, се нафаќаше на многу интересни
работни места, Мурињо во последно време, мислам дека ако тој се најде на позициите каде што се наоѓа, не знам, еден Анчелоти, мислам дека ќе може да ги повтори успесите. Не би се сложил. Мислам. Не би се сложил. Ама се нафаќа на многу алтернативни работни места, што ми е јасно бидејќи е финансиски исплатливо, работата пример во Рома. Пак бил во Тоттенхем во Рома, не бил во Виторија Гимараеш. Не, апсолутно, апсолутно. Само што сакам да кажам, прифаќа проекти во изградба, не прифаќа готов проект, не прифаќа некој проект каде што едноставно ќе дојдеш и ќе почнеш да освојуваш се, не сакам така да испадне меѓутоа како нели Пеп Гвардиола во Манчестер Сити. Дојде на тим разгазено, оно што се вика патиката разгазена и сето тоа и сега ти само треба да го одржуваш тој тим да биде шампионска форма. Тој тим освои со Хјуз титула, освои со Пелегрини титула и со Манчини освои титула. Да, со Хјуз освои куп уствари, немаше титула, со Манчини освои титула и сега дојде некој само на разгазеното да го направи. Небитно, не го критикувам, сакам само да кажам дека, знаеш, различни се можеби перспективите на гледање. Мурињо во ПСЖ? Ќе се случи такво нешто? Не знам дали ќе се случи. Не, ја мислам дека тоа е дебакл во најава. Да. Не може ПСЖ веќе, нели, пак да се навратиме, тоа беше и темата, проблем има и со его и со се, као имаше ситуации кај што Меси и Неймар беа свиркувани, као не може, кој би помислил дека Меси може да биде свиркуван од сопствени навивачи, као. Меѓутоа се гледаше дека нема ни волја за игра, не се вклопува добро ни тројцата Меси, Неймар и Ембапе. Дури како што кажувавме во претходните сезони во емисиите за ПСЖ, дека кога не игра една од нив тројца многу е подобар ПСЖ. Да. Има поголема хемија и се. Што направија, испадна од куп, Ница ги победи, испадна од Лига шампиони 2 пати во осмина финале. Меси беше директен виновник со Реал Мадрид. Промаши пенал на 1-0 и на гости кој игра се изгубија во последни минути, нели примија 2 гола. 3 гола, тоест Бензема како беше катастрофа, нигде ги немаше. Полни сме со критики за ПСЖ, ама мислам дека се оправдани. Пошто мора, не игра ни ништо, ако го видиме, тоа најмногу болеше. Ќе речат има стативи да има Витињо од 30 метра шутира или Дембеле од страна истите продори цело време. Ембапе никаде го немаше, никаде, буквално, као Хумелс на 30 нешто години, со 10 години искуство, издоминира као цел надпревар, и офанзивно и дефанзивно. Хумелс, мислам дека е повикан и за Германија сега за европското. Ова ќе му биде враќање во репрезентација, пошто не беше последните 3-4 репрезентативни паузи, не беше повикан. Му годи оваа Лига на шампиони. Во германско првенство го пратам од време на време. Мислам дека не е толку многу мотивиран за да даде максимум. Во Лига на шампиони колку дава максимум. Задњо што го видел беше со Леверкузен, кога требаше да победат, нели, кога требаше и во последните минути кога се спаси Леверкузен, збесна, мислам дека ги испрати сите со играчи кај што не треба. Интересно финале ни следува. Мислам се да се освежиме и да почнеме да зборуваме малку повеќе за тоа, бидејќи треба да направиме и најава на сето она што ќе се случува, не само на она што се случуваше. Минатото е доволно интересно, ама иднината е многу повозбудлива. Нешто такво. Останете така, мала пауза и се враќаме со она што е важно. Латко, Хајнекен има една кампања која што е актуелна периодов, која што го поставува прашањето како фан си ти. Јас ќе ти го поставам на тебе, бидејќи мислам дека имаш многу епитети и начини да се опишеш себе си како фан, ама денеска на ова снимање, кажи ми како фан си ти денеска. Љубопитен, може да кажам? Љубопитен, објасни ми го, те молам. Љубопитен. Па одам, не знам, еве како што кажавме, бев нели на патување и во секој град каде што бев до стадионите каде што има нели фудбалски клубови што играат професионално, дали во прва или во втора лига, и каде и да одам на тие стадиони си купувам секогаш по нешто, најчесто шалови бидејќи собирам. Така сега бев во Будимпешта во Унгарија, посетив 4 стадиони од 5 што ги има
бидејќи веќе имам шал од Ференц Вараш ми донесе другар пред 2 години, ги посетив сите на МТК, стадионот на МТК, на Васас, на Хонвет и на Уипешт. На сите 4 од таму се земав шал, после кога бев во Брно, бев на стадионот на Зборојовка, Брно, фудбалски клуб што игра во втора лига, па во Осијек за назад исто бев до стадионот, може најубав стадион на Балканот. Да? Според мене, да. Тоа ме интересираш, јас ќе те прашав во Унгарија кој од стадионите највише ти се свиѓаше, ама Осијек, значи имаме пофалба за него. Го видов само на Ференц Вараш, не бев до него, само на Лига видов, мислам дека Ференц Вараш има негово стадион во Унгарија, меѓутоа Оној со решетките на Ференц Вараш, така? Да, убава градба, многу убава градба. Осијек? Осијек, какви се впечатоците од Осијек? Град кој живее за фудбалот, град што си го сака фудбалскиот клуб, горди се на тоа што се од Славонија, горди се што се, нели викаат клубот на Дрина, бидејќи стадионот е на покрај самата река Дрина, има шеталиште во стадионот е нов, модерен, како внатре така од надвор, имаат фаншоп, има се што може да посака еден фудбалски клуб, иако се сместени во најсиромашниот округ на Хрватска, нели во Славонија, мислам дека клубот е феноменален. Као штета што не можев да видам на надпревар, бев во петокот таму, четврток и петок игра против Локомотива во сабота, не стигнав, мора да се вратам назад за Великден. Меѓутоа најбитното го посетив фаншопот, си купив шал, си купив нешто за мене, нешто за тебе, мал поклон. Интересно. Да. Интересно. Фала ти Владко, фала ти Владко. Еве го. Го носиш? Подарокот, да. Подарок. Тоа е тоа. Изразувате се македонски. Леле, фала ти многу. Чекај сега, јас бидејќи сум многу љубопитен и јас сакам да видам што има тука во кесата. За кратко го оставам микрофонот, бидејќи ме интересира. Ова е... Се надевам ќе ти го погодам бројот. Леле, да, апсолутно. Вели носи поносно. Ова е мајца од Осијек, од јело-плави. Да, така тоа име е официјалниот така ги вика, да. Така му доаѓа, да. Јело-плави, Осијек, значи. Владко вели дека чекај вака, во микрофон. Ова е мајчката од Осијек. Еве го логото. Официјално моја од денеска. Нека Осијек. Владко вели дека Осијек го имаат најдобриот стадион на Балканот. Се надевам дека ќе можам во скоро време да го посетам и да се уверам во тоа. Така што, Владко, фала ти многу за мајцата. Се надевам и од следното патување ќе добијам нешто. А сега кажете ми во коментарите долу, какви фанови сте вие? Како фан си ти? Ме интересира што правиш кога има фудбал на тебе, што правиш кога има фудбал пред тебе, дали одиш на стадион, долу во коментарите, скратен корнер на сите социјални мрежи или тука на YouTube. Се враќаме со следниот сегмент, одам да си ја спакувам мајчката за да не ми избега некаде. Бидете така. Реал Мадрид против Борусија Дортмунд ексклузивно за прв пат во финале. Се сретнувале предходно во други фази, се сретнувале во групна фаза, се имаат сретнувано во нокаут фазата, дури и памтиме еден доста добар надпревар на Левандовски против нив, кога ги потопи Реал Мадрид. Памтиме уште едно интересно, кога Реал победи дома 3-0, на гости кога губеше 2-0 на полувреме. Така. Така остана неизвестност цело време. Така што навикнати сме да ги гледаме, двата клуба важат за добри европски клубови, мислам Реал Мадрид нели нормално и Борусија Дортмунд важи за традиционален европски учесник во сите надпреварувања, меѓутоа никогаш досега се немаат сретнато во финале. За Борусија Дортмунд ова е трето финале во нивната историја, сега скорото им е 50-50, едно добиено со Ювентус, последното со Бајерн загубено. Исто на Вембли. Исто така на Вембли, да, на истиот стадион каде што се враќаат на 1 јуни. Реал Мадрид од друга страна 18 финалиња, 14 досега добиени, тргнува по 15-тата круна, колку и да звучи ова нереално. Почетни е реално. За Реал е реално, апсолутно. Почетни
почетни импресии, ајде, дали сме задоволни со ова финале? Задоволен сум за Борусија Дортмунд, никој не ги гледаше, вклучувајќи и мене, никој не ги гледаше како финалист. Јас се мислев бев на граница дали ќе поминат група, као бев убеден дека нема се последни, ама не очекував да први у група, најтешката група со ПСЖ, Ньюкасл и Милан. Меѓутоа изненадија, сите ги изненадија кај што први во таа група, подоцна очекувано или ПСВ го помина, меѓутоа и Атлетико Мадрид и Париз ги помина као гладко, мислам гладко. Пак нереално. Прилично гладко, нема многу нервози со ПСЖ во ниту еден момент не губеа. Не примија гол. Не примија гол. Така што тоа беше нереално, а за Реал Мадрид што и да се каже, секој збор е, мислам, сувишен. Така што пред секоја сезона, пред почеток на секоја сезона, сите ги ставаме Реал Мадрид, ако не прв фаворит, сигурно во топ 3. Така и годинава и да не гледаш фудбал, Реал Мадрид ако кажеш дека ти е фаворит за титула, ти е сигурица. Така што мајндсетот им е едноставно таков шампионски и многу е тешко да ги исфрлиш од Лига на шампиони пред финалето. А кога ќе стигне финале, па фала Богу, мислам размислуваат само на победа. Клуб со причина. Така, апсолутно. Ми се допаѓа и на мене финалево, убаво е што гледаме еден таков, ајде да речеме алтернативен. Не сакам кога се зборува така, бидејќи се добива впечаток дека јас мислам нешто помалку за Борусија Дортмунд, апсолутно не. Борусија е силен европски играч секогаш. Значи без разлика дали игра Лига Европа, дали игра Лига на шампиони, знае како да одигра добро, знае како да победи, знае како да стигне до крајната фаза. Финалето што го гледавме пред 10 години со Бајер Минхен го изгубија во последните мигови. 88 Робен. Така. Меѓутоа покажа и тогаш во текот на цела кампања дека таму припаѓаат. Да. Сега Вембли, домот практично на Белингам го дели наследството и на Реал и на Борусија Дортмунд, а богами и на Лондон, бидејќи му е негов главен град, нели, од земјата каде што доаѓа. Мислам дека ќе му значи посебно доколку го освои на свој терен овој трофеј. Ако го освои може да биде и златна топка за него или за Вини. Па да, делуваат како најсериозни конкуренти, дури би рекол Винисиус Junior мене ми делува како оноа ептен погоден за наградата, ако нешто уопште тоа значи мојот впечаток. Да игра фудбал само. Се има Копа Америка летово, може тоа да му ги влоши шансите, бидејќи го видов составот на Бразил, не верувам дека со тој состав може да се освои, ама окей. Аргентина со никаков состав освои па. Да. Кога сме кај составите, едно прашање ме интересира за Реал Мадрид, бидејќи не сакам многу да се посветуваме на финалето денес, ќе имаме и други епизоди до тогаш, ама едно прашање сега се поставува како многу важно. Андре Лунин, херојот на последните, да речеме, 2 кола од нокаут фазата во Лигата на шампионите на Реал, е достапен, спремен за настап. Меѓутоа, Тибо Куртоа оздраве, се враќа по повредата и најголеми шанси има да биде стартер во финале. Куртоа или Лунин, што е правилната одлука во овој момент? Дали треба да се награди Лунин за досегашните партии или Куртоа? Ја би постапил со Лунин, до сега се покажа како сигурен, добро бранеше, видовме пеналите со Манчестер Сити. Мислам дека не треба да се лути Куртоа, нешто најтазе може да видиме со Манчестер Сити. Едерсон кога се повреди, кога изреволтирано излезе или не сакаше да излезе, можам да продолжам, меѓутоа Ортега влезе, исто го спаси Манчестер Сити да у неколку наврати да не прими гол од изгледни ситуации за Тоттенхем, така да мислам дека истото треба да се случи. Не е битно дали е повреден, дали може да продолжи, одлуката е на тренерот. Тренерот сметал дека треба да биде Ортега, истото сметам дека Анчелоти треба да му даде шанса пак на Лунин, бидејќи се покажа до сега и се докажа веќе еминентно дека е одличен голман и дека не треба да, тимот што победува не треба да се менува. Секако дека Куртоа важи за еден најдобрите голмани во светот, меѓутоа отсуствуваше подолго време, така што да сум јас на место на Анчелоти не би рискирал
не знам, правилна одлука нема, пак индивидуална одлука на тренерот, така да. Апсолутно. Она што може би да ќе ја реши оваа ситуација е тоа дека Куртоа има значително поголемо искуство во финалиња и во големи надпревари. Лунин е голман кој што тек почнува со кариерата. Не мислам дека дури и да биде седнат на клупа, не мислам дека би требало да се лути Лунин, бидејќи неговото име ќе биде запишано како шампионски голман во Лигата на шампионите. Не е мала работа тоа што одбрани до сега добри некои 9 надпревари, мислам дека има одбрането, делеа минутажа со Кепа на почетокот на сезоната, Кепа апсолутно затворен од јануари нааму, мислам и дека и во Реал се уверија дека нема што да бараат во него. Ќе биде вратен во Челси. Куртоа веднаш по враќањето на терен имаше сега во последно коло имаше надпревар со 5 одбрани. Значи солидно се врати, што не мора да значи ништо, бидејќи предизвикот сепак во Лигата на шампионите е доста поголем. Да. Ние сме возбудени за она што ќе се случува, нетрпеливо го чекаме финалето, ама знаеме дека до тогаш треба да ви понудиме забава и на вас, така што ви поканувам да останете со каналот на Кратен корнер и во следниве недели. Финалето е на 1 јуни, значи имаме отприлика 2 недели до она што се вика најголемата ноќ во европскиот клупски фудбал. Владко, нешто за крај за нашите гледачи? Немам ништо за крај да кажам. Гледате фудбал, пите одговорно Хајнекен и заследете не, споделете не, препорачате не кај вашите блиски. Апсолутно. Грч Ладен Хајнекен со секој надпревар од Лигата на шампионите, бидејќи знаете што најдобро ја гаси жетта. И јас сега ќе се префрлам токму на тоа, на здравје. На здравје. И завршуваме уште една епизода на Скратен корнер. Бидете така.